Здраво на сите и добре дојдовте. Денес ќе се нурнеме во нешто навистина фасцинантно. Ќе истражиме како некои од зборовите во древните текстови, кои можеби најмногу сме ги разбирале погрешно, всушност кријат една неверојатна порака за слобода. Еве едно прашање за почеток. Што ако некој од зборовите во Библијата, што звучат најсурово, најстрашно, воопшто не се такви? Што ако нивното вистинско значење е сосема поинакво? Токму тоа прашање е во срцето на она што ќе го разгледаме денес. Да го земеме за пример овој цитат од пророкот Исаја. Веднаш во очи паѓа еден збор, нели? Одмазда. Збор што звучи грубо, заканувачки. Но дали е навистина така? Што ако сме ја пропуштила целата поента? За да ја откриеме вистината зад овој збор, мора да се вратиме малку назад во историјата, во еден многу специфичен и клучен момент. И еве го првиот голем аха момент. Ние денес, кога ќе го слушнеме зборот одмазда, веднаш помислуваме на казна, на враќање мило за драго. Но за Исаија и за луѓето на кои им се обраќал, значењето било ослободување. Сосема спротивно. А за да сватиме колку било моќно ова ветување, треба да се обидеме да го почувствуваме очајот од тоа време. Замислете, 50 години во прогонство во Вавилон. Тоа е цела една генерација која се родила, живеела и умрела како заробеник. Надежта, речи си да не постоела. И токму во таа темнина, пораката на Исаја доаѓа како зрак светлина. Значи, клучната поента е ова. Божјата одмазда не е насочена кон народот. Напротив, таа е насочена против самото зло, против робството што ги држи заробени. Тоа е чин на спасение, а не на казна. Огромна разлика. Ама одмазда е само врвот на ледениот брег. Излегува дека во овие древни текстови се крие цел еден речник, цел еден јазик на слободата. Ајде да погледнеме уште неколку клучни зборови. Да го земеме зборот откупен. Тој потекнува од хебрејскиот концепт за гоел. Сега, што е гоел? Тоа бил најблискиот роднина кој по закон имал обврска да го спаси својот роднина од долг или робство. Замислете ја таа силна семејна врска, таа должност. Па кога текстот вели дека Бог не откупува, тоа значи дека тој ја презема улогата на нашиот најблизок роднина, нашиот гоел, кој доаѓа да не врати дома, во семејството. А ова е нешто што е навистина неверојатно. Хебрејскиот збор за милосрдие потекнува од зборот за утроба. Помислете на тоа. Не зборуваме за некое обично сожалување оддалеку. Ова е длабока, физичка емпатија. Љубов што се чувствува во стомакот, како мајка што го чувствува своето дете. Инстинктивна, моќна, нераскинлива. Па дури зборот Алелуја, кој го слушаме насекаде, тој не е само обичен извик на радост. Според традицијата, тоа е цела една декларација. Тоа е како да велиме, Бог не изведе од робството и не донесе во слобода, од темнината право на светлината. Тоа е буквално химна на ослободувањето. Добро, сето ова звучи прекрасно. Ветувања за ослободување, спасение. Ама има една цака. Овие работи не се случиле преку ноќ. Помеѓу ветувањето и неговото исполнување имало долг период на чекање. И тука доаѓа мудроста на трпението. И овде не зборуваме за некое пасивно седење и чекање. Не. Посланието на Свети Јаков користи еден грчки израз што буквално се преведува како да се има долг здив. Тоа е активна издржливост. Помислете на маратонец. Тој не застанува, туку трча со истрајност, го чува здивот, бидејќи знае дека целта е таму некаде напред. И за да ни биде појасно, Свети Јаков ни дава два одлични примери. Прво, земјоделецот. Тој не седи и не се нервира. Тој знае дека има циклуси, сезони, работи, сее и со доверба чека да дојде време за жетва. И второ, пророците. Луѓе кои се соочувале со отпор, со непријателство, ама останале цврсти, доследни на својата мисија. И двата примери не учат на едно исто. Трпението е активно, полно со надеж. И сега, после сите тие векови на чекање, на надеж, на долг здив, приказната стигнува до својот врв. Конечно, древните пророштва се соочуваат со моментот на вистината. Замислете ја сцената. Јован Крстител е во затвор. И од таа темнина, тој го испраќа прашањето на кое сите го чекаат одговорот. Дали си ти тој што го чекаме, или да бараме некој друг?
Целата надеж на еден народ е спакувана во оваа реченица. Одговорот на Исус е гениален и тотално неочекуван. Тој не вели да, јас сум. Не бара никаква титула. Наместо тоа, тој практично вели: одете и кажете му на Јован што гледате со своји очи. Одговорот не е во зборови, туку во дела. И тука кругот совршено се затвора. Овие дела, слепите прогледуваат, сакатите одат, па тоа е директно исполнување на пророчството на Исаја. Онаа Божја одмазда, она ветување за ослободување, сега се случува пред нивните очи. Станува реалност. Овој одговор не само што го исполнува пророчството, тој целосно ја менува играта, го редефинира разбирањето за тоа што воопшто значи Божјото царство. Исус потоа кажува нешто што на прв поглед звучи многу збунувачки. Еден вид загадка. Никој не се родил поголем од Јован Крстител, а сепак и најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. Чекај, како може тоа? Сушност, не се работи за омалуважување на Јован. Напротив, Исус вели дека Јован е врвот, кулминацијата на старата ера, ера на ветивање и чекање. Но сега започнала нова ера. И дури и најмалиот, што е дел од оваа нова реалност, реалноста на исполнувањето, има сосема поинаква, директна перспектива. Тоа е како разликата помеѓу гледање на мапа и пристигнување на дестинацијата. И сето ова не остава со едно последно големо прашање. Ако зборови како одмазда може да имаат толку радикално поинакво значење, што не учи тоа за начинот на кој слушаме? Можеби не само во древните текстови, туку и во нашите секојдневни животи. Колку често претпоставуваме дека знаеме, наместо вистински да се обидеме да разбереме. Можеби најголемата мудрост е токму во тоа, да научиме да слушаме одново, со отворен ум.